Светиот апостол Петар 3 пати се одрече од Христос. Светиот апостол Павле пак жестоко ја гонеше црквата. А сепак, токму тие станаа првопрестолни меѓу апостолите. Столбови на црквата и на христијанската вера, чија проповед, жртва и мисија го променија текот на историјата, а нивните молитви и ден денес ја пазат црквата. На прв поглед, тешко е да се најдат двајца луѓе кои повеќе се разликуваат еден од друг. Но нивните различни животи ни покажуваат дека Бог може да направи светија од човекот кој ќе му го довери својот живот. Едниот, апостолот Петар, бил повикан да им проповеда првенствено на евреите. Другиот, апостолот Павле, на незнабожците. Едниот бил обичен рибар без посебна школа. Другиот пак високо образован фарисеј и дел од тогашната религиска елита. Дури и физички се разликувале. Едниот бил повисок, попреставителен и со коса, а другиот понизок и без коса. Едниот бил импулсивен и брзо посегнувал по мечот. Другиот пак го одобрувал убивањето на светиот првомаченик Стефан, мислејќи дека ревносно ја брани верата. Човечки гледано, малкумина би помислиле дека токму врз вакви луѓе Бог ја изгради својата црква. Но Бог не ги избира луѓето според нивното минато, според нивните грешки, според нивното образование, нивните способности или нивниот надворешен изглед. Тој гледа во срцето. И не гледа само каков е човекот денес, туку каков може да стане преку неговата благодат. И токму затоа апостолите Петар и Павле стануваат столбови на црквата. Не затоа што биле безпрекорни, туку затоа што му одговориле на Божиот повик и преку покаяние дозволиле Божјата благодат да ги преобрази. Нивните животи сведочат дека за Бог не е пресудно дали си представителен или не, дали си богат или сиромав, дали си многу учен или неук, дали си зборлест и импулсивен или си тивок и повлечен, дали си направил многу грешки или нешто помалку. За секого има место во Царството Божие. Бог не бара најнапред да си го средиме својот живот, да се поправиме, па дури потоа да дојдеме кај Него. Тој не повикува и не прима такви какви што сме. Зашто Бог не бара совршени луѓе, туку луѓе кои се подготвени да се менуваат и чекор по чекор да стануваат свети според примерот на апостолите. По молитвите на светите Петар и Павле, Господ да не помилува и спаси. За многу години.